Средината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025. Здраво живо, добро вечер на програмата на Вистинска телевизија сте во уште едно издание Скопје ми е дома, во овие неколку седмици, специјално предизборно издание посветено на локалните избори 2025. Овој термин на Скопје ми е дома во 18 часот и 15 минути обично е резервиран за представување на кандидатите за градоначалник на градот Скопје. Така продолжуваме и денес. Со мене е мојата колешка Викторија Петровска. Вики, кого представувам денес? Добро вечер и од мене. На прагот сме на предстојните локални избори 2025 година или последна седмица од ваквите вонредни изданија на Скопје ми е дома и нашето Скопје. Во оваа емисија од Скопје ми е дома, знаете, ги представуваме кандидатите за градоначалник на главниот град. Вечерва овде со нас во студиото е господин Владимир Куновски или кандидат за градоначалник на Скопје од редовите на Работничка партија. Господине Куновски, ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете дел од за поканата, затоа што за жал во Македонија нема место каде може независните и малите партии да ги прикажат своите кандидатури и својата програма. Благодарам за можноста што ја укажавте да пред аудиториума да ја покажам што знам, кој сум и како сум и која е мојата програма. Читам дека бевте на некои дебати на некои други медиуми, меѓутоа предпоставам дека прилично гужва на терен и многу малку време за искажување. За жал имаше многу, јас би го нарекол комуникацијски шум, бидејќи има 16 кандидати. Меѓутоа кандидатот на најголемата политичка партија ДПМН не доаѓа на соочувањата. Секој може да предпостави зошто. А од друга страна има многу кандидати со тоа што со 2 потписа се овозможи да се кандидираат, се направи буквално гужва пред гол и во ниту една друга општина како за град Скопје има кандидати, оваа година рекордни 16. Така, вие веќе имате и програма насловена како Визија 2050 со конкретно одредени столбови на кои што почива вашата изборна програма. Па, ајде, јас би започнала од таму. Добро. Бидејќи во Скопје никој нема визија, освен мандат од 4 години, сметам дека е тоа најбитно. Значи, тоа е наречена Визија 2050 за следните 25 години, каде ќе се движи градот. И тоа не треба да го направи ниту една политичка партија, ниту јас или кој поединци, тоа треба да го направат институциите. Пред се малку заспаната на Ману. Ману за мене е најголемата икебана во македонската историја, за жал. Таа треба да се заживее, значи да се поттикне да направи студии, да ни каже каде ќе се движиме како општество прво, а потоа градот Скопје. Тука секако е асоциацијата на архитекти, сите технички факултети може да се вклучат кон таа и нормално стручни поединци и граѓани. За жал, тоа го немаме затоа што од 2014 е укинат Заводот за урбанизам и од тогаш почнува урбанистичкиот хаос иако и претходно е започнат, и тоа тоталниот урбанистички хаос од 2014 година. Агенцијата за просторно планирање е само, би рекол, декор, бидејќи еве колку повеќе од 10 години нема направено ниеден урбанистички план, а најголем дел од ингеренциите се кон Министерството за транспорт и врски, кои што се под политичка контрола. Значи имаме комплетно изгубено како демократијата тука не функционира, како и државата, така и градот е заробен под партиите. И поради тоа, ова што ни се случува сега, е крај. Значи, имаме урбанистички хаос, имаме загадување. Поради тоа, визијата 2050, според мене, според нашата и тимот што го имам со мене,
треба да се почива на 5 столба. Првиот е дигитализација и технологија, значи треба да отидеме напред. Се уште сме во 19 век, се уште плаќаме, сметките ни стигаат во хартија и така. Има многу теми тука каде што може да се подобри. Втората е животна средина и одржливост. Третата е социјална кохезија и општествен развој. Четвртата е економија и одржлив раст. И одржлив раст на јавните претпријатија, кои што се сите загубари до 1 во моментов. И петиот столб е управување и визија. Понатаму тие се разработени во програмата од моите соработници. Меѓутоа за мене во еден мандат, значи програмата ни е насловен, ова е визија 2050 која што треба да направат институциите. Нашата програма е насловена како Скопје, град 21 век од фавела до метропола. Тоа ни е главната тема, бидејќи сега моментално Скопје не е ни град, не е ни село, туку е обична загадена фавела. Фавела е, за луѓето што не знаете, квартовите во Јужна Америка, каде што се со субстандардни услови за живот. Најчесто диви населби во Диви празник. населби, да. Меѓутоа метропола па по дефиниција е град кој што има над 1 милион жители. Планирате да го зголемите наталитетот или? Не. Тука е и главниот проблем. Скопје, според пописот на 21 година, има 60.000 празни станови. Значи, некои кажува дека сега се дури 80.000. Ако помножиме по тројца просек дека во еден стан има, тука може да ги собереме и Тетово и Куманово заедно со нивната околина, значи ќе останат празни, Скопје ќе биде пополнет. Значи урбанистичкото планирање, поради тоа трите точки, така не се вика и платформата 3+1, која нудиме на сите други партии, други независни движења и мали партии во Македонија, таа платформа ни се вика 3+1, каде што број 1 ни е враќање на Заводот за урбанизам со сите негови одговорности. Под број 2 ни е оживување на местните заедници, бидејќи демократијата е одземена. Во Скопје имено има 300 советници. Значи сите општини 10 по отприлика 25, во просек советници плюс градот Скопје 45, значи 300 советници, меѓутоа немаме демократија. Тие се сите партиски послушници, а додека местните заедници веќе како и да не постојат. И под број 3 е нова територијална поделба, бидејќи сите општини се финансиски мртвородени, би рекол, бидејќи 1/3 се само имаат приходи од даноци, 1/3 се дотации од влада и 1/3 се комунали. Значи, ако продолжи вака, Скопје треба да стане 5 милиони за да може за комунали од нови згради. Значи, мора ностоп да се градат згради, за да вработените пуштат плата или да се изгради или да се асфалтира некоја улица. Значи, тоа мора да се запре. Го земам конкретно ни е земен градот Загреб како пример. Загреб има 900.000 жители, нема општини, подопштини да кажеме. Тука е само една општина, град Загреб, има 3 милиарди евра буџет, речиси. Значи скоро половина од целиот македонски буџет, градот располага со толку. Град Скопје има буџет од 120 милиони евра. Доколку се вклучат и општини, сите општини, некаде, бидејќи нема податоци за сите општини јавни, че мислам дека некаде околу 250 милиони евра доаѓа. Загреб има 900.000 жители, Скопје има 700.000 жители, што некаде одговара како модел, че Скопје по некои параметри треба да има 600 милиони до милиарда треба да има буџет, за да може да ги задоволи потребите на граѓаните во онаа мерка во како што треба. На платформата 3+1, четвртата точка ни е референдум. Знаеме дека политичките партии се фрлени како на мрша, како хени на мрша на буџетите и има во секое мало има шериф. Поради тоа знаеме дека нема да дозволат нов закон за територијална поделба, поради тоа го нудиме референдумското прашање како единствен излез од овој ќорсокак. Значи не може како да излеземе додека немаме доволно пари. Значи сите ова што го гледаме денеска, токму затоа беше за да се слушне вистината, токму затоа е најдобро директното соочување, да ги соочиме кандидатите што нудат програма, не знам, како на аукција, да се надавање, не знам, некој ќе гради подземна тунел кој што веќе е изграден, со 6 ленти, имаме 4 изградени во моментов, некој ќе прави конгресен центар и не знам што како. Значи имаме аукција, меѓутоа немаме пари. Од каде ќе дојдат тие пари? Знаеме дека и државниот буџет е
веќе слаб, економијата ни уште послаба, земаме кредити за да преживееме, а од друга страна имаме празни станови, значи кој е мртов капитал, значи најмалку ако тие 60.000 стана ги ставиме по 50.000 евра дека е вредноста, значи тоа се 3 милиарди евра во мртов капитал. А од друга страна имаме 10 милиарди евра домашни штедни влогови од физички и од правни лица кои што стојат неупотребени. Значи тука имаме многу апсурди. Тоа никој не ги кажува во јавноста, бидејќи уште еднаш ќе ви се заблагодарам што ми овозможивте да ги кажам, да ја разбудиме јавноста, бидејќи никој не ги збори овие теми, сите се насочени да гледаме во другите теми и да гледаме колку ни се убави и паметни кандидатите и колку им добра програмата. Ниту програмата е добра, а кандидатите се уште многу послаби, и тоа не излагаат на соочување. Добро, ова се локални избори, дел од поентите кои што ги направивте се системски, да речем, се однесуваат на системски промени. И колкав е капацитетот на функцијата градоначалник да ги издействува таа позиција овие промени, чинам дека дел од овие теми се би биле пологично да се дебатираат на можеби парламентарни избори отколку на локални. Иако и покрај институцијата референдум која што е како алатка, меѓутоа сигурно не може да обезбеди некакви интервенции повторно поврзани со локални проекти, меѓутоа не и системски промени. Да се вратиме на конкретното, значи што би направиле, како да кажам, денес, утре, задутре, сега и овде. Генерално Скопје со сегашниот буџет, со сегашниот капацитет, со сегашната власт, со потенцијалниот, не знам, кој ќе биде, со потенцијалните на општините, со советот и така натаму. Две теми се во Скопје: загадување и транспорт. Значи, загадувањето 4 точки имаме во програмата кои што сме ги нарекле врели точки. Тоа се Рашче, заедно со Југохром, бидејќи Југохром го загрозува Рашче, изворот Рашче, значи Рашче, Охис, Усје и Вардариште. Од страна на, да кажеме, и тука би ја стел Дрисла како решение, ново решение, а од страна на транспорт имаме, од еден експерт имаме интегриран транспортен систем и нашиот систем го отфрла овој брзиот автобуски превоз, значи кој што е како Rapid Transport, значи БРТ, бидејќи тој се одвива на едно ниво. Значи секое решение на едно ниво е краткорочно решение кој што нема да донесе резултати. Ради тоа предлагаме монорейл, значи тој би одел на две линии. Прво би се искористила железницата, актуелната железница. Значи од левата страна на Вардар имаме покриене градот. Значи тоа е од Ѓорче Петров преку Скопје север до центарот. Потоа таа линија оди до Драчево и Зелениково, а непокриената линија е Ѓорче Петров транспортен центар која би одела по Партизанска и на плоштад, значи монорейл висечки, би го рекол, висечка железница, а другата линија би била од Ново Лисиче исто до транспортен центар. Таа би била кружна и транспортниот центар како што ја има улогата, значи да биде центар хаб поново. Значи тука би се спојувале сите линии, а би имал тој интегриран транспортен систем, би ги интегрирал, значи главните линии, костурот би бил тој, а попречно би се поврзувале со автобуси. Имате проекција колку тоа би чинело, за колку време се направило, поддршка од влада, од други фондови, бидејќи самите рековте дека буџетот е недоволен. Тоа е најмалку 2 мандата треба за тоа за да се реши, меѓутоа тука треба прво да се објасни добро, бидејќи сите сега не го фрлаат во очи овој брзиот автобуски превоз кој што не одговара, бидејќи тоа одговара на град кој што е веќе нов направен со широки булевари, на толку раскрсници во Скопје, на толку семафори. Тоа е апсолутно решение за краток период и потоа пак ќе ги имаме истите гужви. Ако некој не праша зошто демек тоа е невозможно во Скопје, возможно е затоа што првата железница на Балканот е направена токму Солун Скопје. Ако тогаш можеле пред 170 години направат железница, зошто ние сега не може да направиме висечки мост на 2 траси би ги направиле? Има некоја би ја нарекол површна студија,
и таа е направена пред 4 години. Програмата, најголем дел од програмата ми е пред 4 години спремна, немаше кој да ја презентира, иако се пристапивме до една независна кандидатка. Остана така како мртво слово на хартија, сега го расширивме. Бројките се уште ги немаме, меѓутоа во првата фаза би се оживел само левата страна на Вардар, која што веќе имаме линија, зборам Ѓорче Петров преку Скопје север до транспортен центар, а потоа би се до истата иде нели до Драчев. Тоа е во првата фаза, 2 мандата треба, меѓутоа треба, како што рековте, и повеќе ченители, влада и Треба пари. Треба пари. Так. Јуто ви реков, 10 милиарди евра имаме во Каде ги гледате клучните проблеми денес во главниот град и со што прво ќе започнете, доколку седнете на во првиот месец нормално дека мора да се стават во живот јавните претпријатија. Сите се загубари последниве 4 години, што е апсолутно, нелогично, затоа што таму има голема превработеност, а мал ефект, значи тоа е само се служат за партиски вработувања. Значи тие прво мора да се стават во насока на својата функција, значи тие се во функција на граѓаните. Првото тоа би било и потоа ќе се гради цигла по цигла, инаку дека целиот систем е растурен. Штом немате доволно буџет, немате доволно пари, јавните претпријатија се во загуба, тогаш мора да се направи некој систем на алармантен систем кој што со брзи решенија би се запрело, нели како кога тоне бродот, прво идеш да ја затнеш дупката. Тоа е дупката која што тече прво е со јавните претпријатија. На кој начин, бидејќи некои другите кандидати споменуваа дека имало во одредени јавни претпријатија превработеност. Точно. Вие во еден од столбовите, вие социјална правда, нели партијата е работничка, ќе го прокоментираме тоа на крај ако има време. Дали тоа значи дека ќе рационализирате кадар, ќе 26 години работам за себе во приватен сектор, значи сум бил фирмата ми е во 2004 година во 200 најуспешни фирми по платен данок. Значи, вие сте капиталист, кандидат на работничка партија, добро? Па не бих рекол така, секој што има мал бизнис работи се, значи од гради згради. Да, значи точно да, значи ние сме во тој сектор, имаме 3 згради овде направено во центарот на Скопје, точно, меѓутоа еве сега имам мало преноќиште во центарот на Скопје, јас ги чистам собите, значи така да нема, јас не се срамам од работа. Знам што значи да си горе и доле и како кога се почнува бизнисот, почнуваш од нула, не почнуваш од врв. За жал, ниту еден кандидат до сега нема работено со свој пари. Ниту еден кандидат за градоначалник на Скопје нема работено со свој пари. Сите работеле со туѓи пари. До сега јас сум работел исклучиво со сопствени пари, со сопствени средства. Кажете ги семејни, не е проблем, меѓутоа тие се сите. Како ги консолидирате јавните претпријатија? Значи мора прво да има, тоа се вика длабока анализа или due diligence, значи мора да се направи прво контрола, бидејќи нема за добар дел од нив нема јавни податоци, значи мора со тим пред се финансиски експерти да се влезе во секоја јавно претпријатие посебно, за да се направи да му се направи крвна слика условно кажано, прво да се види со кои ресурси се располага, па потоа да видиме што ќе правиме. Не ги даваат. Тоа дека има превработеност е број 1, меѓутоа и структурата на вработени е катастрофална, бидејќи наместо се вработуваат инженери и квалификувани работници, се вработуваат економисти и правници кои што дремат во канцеларии. Кога имате бизнис од другата страна, која услуга треба да ви даде водовод или комунална хигиена, тогаш гледате дека има несоодветен кадар внатре во институции. Значи тоа се решава бидејќи малиот бизнис мора да најде решение, инаку ќе пропадне. Така ние моето семејство има преку 35 години, има семеен бизнис, јас сум формално 26 години, значи до сега сме имале многу успони и падови, меѓутоа се уште си ја делиме платата сами за себе. Тоа е главниот мотив кој што ми е. И ако до сега не сме биле успешни, ќе сме пропаднале. Значи сепак успешноста во малиот бизнис е некогаш и да преживееш со тие ресурси, бидејќи државата секогаш ние ја гледаме како голем непријател поради лошите законски решенија пред се и поради би ги нарекол злобните инспекции кои што доаѓаат точно кај нас. Тоа
ми пропатил едниот бизнис ми е затворен ради таа причина, а со другиот е како куриозитет ќе ви кажам. Од 2015 не функционира системот за пријавување на гости. Значи на гости во сместувачките капацитети во Македонија. Последниот допис од Стопанската комора на Македонија до министерот за внатрешни работи е од 23 година септември, дека не работи систем. Значи МВР нема увид кој доаѓа во државата, кој доаѓа, кој си оди. Без разлика за домашните гости, ајде да ги тренеме ние на страна. Што правиме со странци? Може да доаѓаат терористи. Значи никој тоа не го прави, нема увид во тоа. А во тоа нити имаат намера тоа да го средат. Иако имам многу повеќе дописи имам до претходниот градоначалник Шилегов и до оваа градоначалник и до актуелна Даниела Арсовска и до УЈП имам, бидејќи и тие инстанции се вклучени, не е само ВМРО, никој до сега не ми одговорил, а сум имал и доста разговори со вработени од МВР кои што се на трасата на обезбедување. Сум му кажувал на тој проблем, меѓутоа како тие ми враќаат само креваат раменици, како да држава да е туѓа. Значи токму затоа влагам и толку една од причините зашто влегувам во политика од еден комодитет со приватен бизнис, кај што можам да живеам удобно до крајот на пензионерските денови. Значи јас се влегов во политика токму да ги решам и да ги отворам големите прашања, бидејќи никој не ги отвара големите прашања. Треба да се отворат и тоа ми е првиот мотив. Вториот мотив ми е да се приклучат нормални и докажани и честни луѓе во политика, бидејќи ние преку глава, сите знаеме, иако гласаат и за едната и за другата политичка опција, сите се многу свесни за кого гласаат и дека работава не е далеку од добра, дека сме во провалија, економска провалија пред се, општеството го изгубивме, сега се бориме за државата. Знаејќи го туристичкиот бекграунд, очекував дека во овие столбовите ќе го видам туризмот, можеби како посебно издвоена точка. Предпоставувам дека е во сегментот на локален економски развој. Меѓутоа ги споменавте нели сам градоначалниците и комуникацијата досега од позиција на туристички работник, има градот надлежности, може на крајот на криштото да креира амбиент, политики да спроведува одредени така натаму. Што со тоа? Прво, треба да имаме на ум дека цела Македонија има хотелски легла колку Банско во Бугарија. Значи, тоа не е капацитетот. Да не збориме за другата инфраструктура. Значи, прво таа инфраструктура, иако во Скопје има 60.000 празни станови, тие треба некако да се искористат за доколку сакаме, доколку прво тие немаме регистар на тие станови да бидат вклучени во сместувачките капацитети, официјален регистар. Значи, прво немаме доволно капацитет да обслужиме толку луѓе за да имаме голем раст. Треба да го земеме примерот од Албанија, која што последниве 2 години е на светските листи за раст на својот на бројот на туристи. Само таму можеме да учиме, меѓутоа мора да имаме локални тимови пред се за Скопје, иако за мене Скопје е град Франкенштајн, значи од урбанистички стил. Меѓутоа она што доаѓаат странците не е историјата, не се зградите, туку единствено нешто е хедонизмот. Значи тука луѓето добро се праќаат бидејќи имаат добар однос со домашните луѓе и храната е прекрасна, ноќниот живот не би рекол дека е нешто многу сјаен, но барем се нуди некои опции за тоа. Се уште немаме доволно капацитет да ги примеме. Просекот на гости доскоро беше просекот на гости во Македонија. Беше просекот на ноќевање по турист беше 1,5. Значи просечен турист спиеше во Македонија ден и пол, сега стигна на 2. Значи најголем дел од тие туристи беа транзит. Сега веќе стигнавме на 2, така да тука имаме доста треба да вложиме пред се во човечкиот фактор и во инфраструктурата, во јавниот превоз и нормално никој не сака да дојде во град кој што е најзагаден главен град во Европа и да дојде во град во кој што нема транспорт. Еве сега ни се случи пред колку месеци летово имавме младинска олимпијада, така? Значи автобусите не доаѓа на време. Плюс во тие сали во кои што беа избрани за да се одвиваат тие спортски настани, тие беа за мене се најголемите кокошарници во свет, бидејќи тие спортски сали со многу убаво име Независна Македонија, такви нема никаде во свет затоа што под број 1
нема изолација, меѓутоа нема ни вентилација, не што нема грејење и ладење, нема вентилација и таму баш буквално е кокошарник беа многу тешки условите за одржување на спортските игри. Тука изгубивме многу. Бидејќи тие луѓе, ако се покажевме како што ние знаеме да им се покажеме, во најдоброто светло, тие повторно ќе беа дојдени тука, затоа што Скопје има онаа убава работа, што е мал град, доволно голем, да биде главен град и да има цела инфраструктура на голем град, и тоа е доволно мал, каде што сите се познаваат себе си, како едно проширено семејство, како во село. И тоа луѓето многу го ценат, бидејќи во еден голем град од над милион жители, вие сте непрепознатливи. Тука во Скопје, да тргнеме ние тројца да шетаме низ плоштад, во секое време ќе најдеме барем еден човек што не знае сите нас тројца, на кој што ќе му кажеме здраво. Тоа го нема, значи тие придобивки ги нема ни еден голем град во Европа. Ние на тоа треба да целиме. Споменувате повеќе пати во изборната програма загаден воздух, диви депонии, урбанизација. Имате ли конкретни решенија со кои што ќе? Под број 1 решението што за жал никој не го ископира, иако видов дека актуелниот градоначалник на Кисела вода, кандидат за градоначалник за Скопје, бил во Словенија, кај за мене службеникот број 1 на овие простори, тоа е градоначалникот на Љубљана Јанковиќ. Бил кај него, а него видел проектот кој што е направен веќе 10 години во Љубљана. Тоа е проектот тоа е центар за третирање на отпад, регионален центар за третирање на отпад, во кој што се вложени 150 милиони евра. Тоа се цени од пред 10 години. 50% од тие пари се од фондови од Европска унија и тие имаат едно супер решение. Во Македонија, значи поради територијата и поради жителите, имаме многу слични параметри. Значи само треба да го копираме словенечкиот модел, не треба нешто многу да размислуваме и треба да го приспособиме на нашите услови. Значи, тоа кој тогаш било 150 милиони евра со некоја инфлација, тоа би стигнало можеби максимум до 250 милиони евра, со кое што ќе имаме три решенија. Ќе имаме рециклирање на отпад, ќе имаме третирање на органски отпад, односно добивање на хумус, и третото е енергија, односно горење на отпадот кој што не се рециклира. Тоа го имаат сите градови, сум бил и во Малме, и во Копенхаген, че тоа го имаат каде што ќе се добие енергија, дали топла вода, дали струја. Значи тоа ќе биде фабрика, огромна фабрика, во која што треба се вложат можеби 250 милиони евра и 4 години. Но после 4 години ние го имаме решението. Тоа може и за 2 мандата ќе се реши, не е битно, но кој да ќе остави некој легитимитет за понатаму, дека барем еднаш за секогаш го имаме затворено тоа прашање. А во однос на загадувањето, тоа е многу едноставно. Имаме мрежа на мерни инструменти, станици, кажете ги низ Скопје, кои што го имаме предвидено. Тој мобилни екипи кои што ќе бидат будни во текот на 24 часа. Значи тие мрежата на тие мерни инструменти ќе покажат од каде доаѓа загадувањето. На еден настан точно пред година дена, каде што беше пак ќе го спомнам истиот кандидат за градоначалник Орце Георгиевски, спомна дека тогаш веќе 4 месеца не работеа мерните инструменти околу УСИ. Кој го контролира тоа? Значи УСИ е најголемиот поединечен загадувач во Скопската котлина. Ако ние најголемиот загадувач не го контролирам, значи држава, односно институциите не го контролираат, кој ќе го контролира? Граѓаните? Значи под број 1, тоа е многу лесно решение, има некоја проценка дека од 50 до 100.000 евра коштаат сите мерни единици кои што би се поставиле како мрежа. Што од како ќе се измери? Мислам, ќе се дознае точно дека веќе 15 години темата се актуализира и најчесто од избори на избори станува жестока. Во Македонија навлегуваме веќе во сезоната каде што повторно ќе растат тие бројки. Скопје се наоѓало во изминативе години на врвот на некакви црни и неславни светски ранг листи околу загадувањето. Што кога ќе констатираме? Тога институциите бидејќи има различни студии, различни мислења. Ние сме разговарале и со колешката во оваа студија и претходно дека загадувањето е од
приватни ложишта, од грејење и така натаму, дека мислите ли дека 15 години никој досега не му текнало дека не знам со 150.000 евра тоа ќе се измери, ќе се реши? Па тука е проблемот. Каде се здруженијата, каде е меѓународната заедница? Никој не се најде паметен во оваа држава тоа да го направи и открие. Ако не сакале властите не играчи. сака. Па зошто тогаш другите не го направи? Па актуелната градоначалничка која што се Претпоставувам вие можете тоа да го Значи, имавме како протест. експеримент. Имавме протест со Група не го решават. Не го решават, меѓутоа ќе констатираме зголемено количество на PM10, што правиме во моментот? идеме на лице место и го затвараме тој објект. Значи, ако треба. Ако се работи за граѓани, за ложишта, за цела населба, што правиме? И тука има социјални служби, значи го гледаме целата приказна ја гледаме, бидејќи тука те малку се тие, зборам што се од загрејење од дрво. Главниот загадувач е и остана УСИ. Само да ве потсетам дека актуелната PM10 го има во сите градови, а во сите градови нема УСИ, така што не сум баш сигурен дека е. Значи во нормални градови на најмалку 20 километри е оддалечена цементарните, не се даваат, може некои 50 километри, не се даваат до центарот. Сите градови во Македонија, помалку или повеќе, имаат проблем со загадување со PM честички, а во сите градови, некои градови нема па ниту една фабрика, камоли цементарници. Добро, да останеме на Скопје. Актуелната градоначалничка има поднесено кривична пријава со докази против УСИ. Никој таа не е актуализира. Значи тука имаме за мене, тука имаме работа со можеби на психологија, психијатри треба да се занимаваат со нашите политичари или со нашите со овие инспекторите. Бидејќи во нормални држави инспекторот затвара фабрика, затвара куќи кај што те излага на терен. Кај нас не излагаат инспекторите, затоа што се плашат за својот живот. Се одважи каква е таква градоначалничката, не сакам да зборувам, меѓутоа она има поднесено кривична пријава. Ниту некој од обвинителство, ниту некој од инспекторат за животна средина има излезено, има даден одговор за тоа. Значи, знаеме кој се потрошува, кој е главниот загадувач. Поединечните лесно се фаќаат еден по еден. Меѓутоа главниот кој ќе го фатиме ќе еден по еден проблемите ќе ги решаваме. Прво главниот, па потоа сите поединечни. Затоа што тука некој сака да не убеди дека од камионите доаѓа, од колите доаѓа, од градењето доаѓа. Неколку пати си имам будено навечер во центар дека живеам, мислам дека контейнерите некој ги запалил. Се будам, гледам дека смрди воздухот во 3 саат, во 4, меѓутоа не нити контейнерите се запалени, нити ништо. Значи некој гори, намерно гори. Знаеме, тоа се во Визбегова има добар дел од тие жаришта. На кај Трубарево исто имаше во тој дел. Не Трубарево, него натаму во тој дел од Скопје и секако УСИ. Значи, сите тие добар дел луѓето што се вклучени во оваа област многу добро ги знаат загадувачите, само што немаат дел од нив се платени, за жал на сопствена штета. Според вас, големите економски оператори се вистинските причинители на загадувањето од PM10, за PM2,5. Меѓутоа, тука има други, јас не сум стручнак во тоа, меѓутоа има многу други честички кои што полошо влијаат. Значи PM2,5, тоа е волумен, субстанца да никој не ја знае. Да, меѓутоа тоа е за премина. Да. Отровните честички се мерат со други инструменти кои што кажуваат точно од каде доаѓа. Значи, само треба да се освестиме. Решението е многу едноставно. Проблемот е со митото и корупцијата, но како што ќе ви кажам, како што на сите ќе им напомнам, на прашањето е зошто овие луѓе што се одговорни, зборам и на политичките функции и на институциите, на инспекторите. Зошто тие луѓе едат против себе? Значи не едат тие против нас, тие едат првенствено загадениот воздух нив ги тангира, па потоа и нас. Тоа е главното прашање за мене. Тоа е прашање на психолошка свест, значи дали некој е свесен или не. За жал. Имате ли конкретни мерки, можеби насоки како ќе ги задржите младите во главниот град во програмата и полека и ќе заокружуваме? Па тоа и го сваќаме како лично прашање, бидејќи едниот син ми е веќе 3 години во Словенија, сега другиот се спрема. Не споменавте и кадри, нели, компетентни вистински луѓе на вистинско место, апропо јавните предпријатија.
тогаш ми се наметна прашањето, а каде да ги најдеме тие кадри? Многу бидејќи се држам со Бидејќи се надвор, ете, вашиот пример тоа. Младите се надвор, но тука има едно прашање кое што треба да се актуализира, е институционалната меморија. Значи имаме, за жал, од овие партиските членови кои што се дојдени, имаат уништено институционалната меморија, доаѓајќи како мисла дека се почнува од нив. Имаме институции кои што се 50, 60 и 70 години функционираат тука безпрекорно, а мојата насока е, бидејќи добар дел од тимот ми се пензионери, токму кон нив. Значи јас тамал се го нареков и со можеби така филмски наслов, прва пензионерска ескадрила. Значи така после овие избори ќе имаме доста планови каде што сакам добар дел од тие луѓе кои што се неупотребени, јас би рекол. Значи сите се од 65 години нагоре, меѓутоа имаат големо искуство во два система, во еден условно кажано комунистички систем и во едно безредие. Сега сме во безредието. Така мора да направиме решение кои што врз основа на искуството на некои имаат и по 40 години искуство во својата сфера. Зошто да не го искористиме тоа? Да, треба и млади кадри, меѓутоа мора тоа искуство да се пренесе на младите кадри, кои до сега за жал беа строго политички. Значи имаме негативна селекција до сега. Што се однесува до младите, тоа е лично прашање, значи една од причините која што влегов е тука се рачисти терен од негативната селекција за да можат младите да се вратат. Се надевам од се срце дека се поголем број на луѓе ќе се вратат во Македонија, иако селата се обезлуѓени. Чисто како информација, оваа година имаме 1 милиарда евра увоз на храна. Значи веќе стануваме и од увозот ни зависи храната. Значи зависни од увозот за храна. Тоа е плюс енергијата што ја увезуваме, значи со години не произведуваме електрична енергија доволно, сега и храна не произведуваме доволно, значи се подолу и подолу идеме. Иако ако гледате телевизија ќе мислите дека сме и во земјоделието се нови успеси се постигнуваат и во секој сфери од бизнисот. Трагична е ситуацијава, но мислам дека мора да го допреме дното за да се одбиеме. Пред самиот крај, пред да резимираме, да немаш нешто, некој подпрашање. Доколку не станете градоначалник, ќе работите ли во насока на се ова што кажавте? Да. Ќе се активирате? Да, ќе се активирам. Доколку некој можеби од актуелно избраниот градоначалник, доколку не сте вие, побара помош или не знам. Така, токму во насока на тој беше прашањето. Значи, да, тука имаме тим, за мене најдобар е тимот за даноци, бидејќи има доста искуство, и тимот за транспорт. Значи тука мислам дека можеме највеќе да помогнеме, иако не верувам во тоа бидејќи некој да не побара за помош, бидејќи имаат големо его, за жал сите политичари, и според мене егото е најголем убиец на нормалноста во Македонија, бидејќи сите се разделени на 100 фракции, би рекол, а тие што имаат финансиски интерес, тие одат напред без проблем. И на крај реков дека ќе се вратим и морам да ве прашам околу предзнакот на Работничка партија, што би требало да биде левица по дефолт. Дури во текот на ова интервју, вечерашно представување, да, кажувавте можеби поголем дел од излагањето што не чини и констатиравте според вас аномалии, меѓутоа неколку пати го споменавте кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, се добива впечаток кај гледачите дека некако сте кон него насочени. Дали тоа се должи кон левата определба на Работничката партија, кон, не знам, блискост можеби со левичарските движења во Македонија? Ајде, да не шпекулирам сега, шарени револуции да спомнувам и така натаму, меѓутоа на што се должи тој, ајде да кажам, впечаток на анимозитет кој што се дава во јавност. Бидејќи ги гледав и ваши постови, статуси и така натаму, цело време сте насочени кон Орце Ѓорѓевски. Добро, за прво морам да кажам за себе, значи срцето ми е на лево, ама разумот ми е на десно. Рековме капиталист од Работничка партија, левич. Сум член на движењето на Варуфакис, не знам тој дали го знаете, министерот, тоа е европско движење, и од таму црпам дел од идеите негови кои што се, мислам дека се
најпрогресивни барем за сега. Го вртеа деновиве нешто. Така, значи баба му од Сербиче. Да. На член сум основачно на Левица, меѓутоа Левицата не требаше да биде таква каква што е сега, бидејќи таа има земено околу 1 милион евра последниве 5 години од државата, нема споделено со народот. Проблемот е ниту еднаш не ја нападнавте Левица, ги напаѓате номер да побене. Тоа ми е малку чудно, знам дека имавте кандидатот за градоначалник на Скопје не излезе на еден директно соочување со своите кандидати. На неговата програма, ако ја прочитате, добар дел нема временска рамка, ниту финансиска рамка, што укажува на тоа дека некој е напишал провизорно. Блокиран, значи кога ќе прошетате низ град ќе видите дека сме блокирани од 3-4 партии што со билборди, што на радио, што на телевизија. Значи на овие избори ќе се потрошат над 20 милиони евра буџетски пари за изборите. Тоа ги плаќа, значи тоа сите ние го плаќаме, меѓутоа тие пари околу 90% се на големите политички партии. Значи малите политички партии се ограничени. Ние да имаме повеќе пари не можеме да потрошиме повеќе средства. Добро, беше зошто ниту еднаш не споменавте друга политичка партија, значи, која исто така има минато во Скопје, не многу одамна и така начинно и дел од проблемите нели се последниве 20 години партиите градоначалниците се или членови на двете најголеми политички партии или се поддржани од нив. Значи сметам дека кандидатот на СДСМ Каја Шукова е исклучително слаб кандидат и во моментов СДСМ е пред распаѓање, не знам дали знаете, но така стига. Останува само уште една партија од дуополот партии, би рекол, иако и ДУИ се подели на две партии. Значи, после овие избори, ова е врвот можеби ќе биде на ВМРО, после овие избори паѓа надолу и ќе има можеби поголема демократизација во партискиот сектор и во државата. Значи веќе нема да бидеме владеени од два центри на моќ. Добро, ова анализа за некоја друга политичка емисија во друг формат, ова е представување, на самиот крај сме, времето ни летна. Обратете се до гласачите, зошто да гласат за вас? Не мора да гласат за мене, секој нека гласа според својот разум, своето срце, меѓутоа прво што треба да имаат на ум е дека до сега политичките партии не доведоа до тука, до кај што сме, дури и хедонисти како мене да можат да се кандидираат за функции. Штом хедонистите излегле на избори, тогаш мислам дека лошо им се пишува на политичките партии, на актуелни, големи политички партии, а граѓаните да бираат пред се како да бира политичар, како да бираат доктор што ќе им прави операција на нивното дете, за да не мора да подплаќаат после таков доктор. Значи прво треба да бираат со разум и можеби некојаш и со срце, но да бираат кандидат кој мисла дека ќе им помогне највеќе, бидејќи кај нас кандидатите ќе се бираат по друга основа. Сега барам еднаш во својот живот нека изберат како да бираат хирург кој ќе им го оперира своето дете. Тоа е тоа. Веќе стигнавме до крајот, да се одјавиме. Така, полека се одјавуваме, а ние се гледаме во 21:15 во нашето Скопје. Завидување до тогаш. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, убавка ја своја, Скопје каже ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.